Полицијата што раководи тоа е светски тренд. Еле семејството Буш од ЦИА, Путин вие од КГБ. За Израел па не зборуваме. Таму ако не сте биле член на државната безбедност, не може да бидете председател. И па тоа значи дека сите треба да ја земат. Сите што сакаме да видиме пратеници треба да видиме агенти. Ги видовме на професионалци. Во 15 години ги видовме цивилните лица. Ја тврдам дека во оваа држава кога луѓе од полицијата ќе ја земат работа во своји раце, оваа држава ќе биде состенишани. Тоа малце ми делува на турскиот рецепт на хунта, ама немојте така. Прашање е дали е тоа светски тренд. А Буш е од фамилија од ЦИА. Како му бил директор на ЦИА? Мислам тука да не ги мешаме Путин бил од КГБ. Израел, еве ви кажав, Израел као земја слична и по безбедносни проблеми, таму 47 година кога е создадена државата Израел, нема шанси да станете председател ако не сте биле во државната безбедност. Тогаш нема потреба да правиме политички плурализам. Зечевич и Мијалков може да ја вода државата и ќе имаме демократски амбиент. Зечевич и Мијалков не биле професионалци. Не се станува збор за професионалците во службите. Во секоја држава денеска се функционира тие служби онака како што треба да функционира. Се работи за наши колеги луѓе од кои јас се плашам да прозборам дека чекам да одидаме на Кодоши некаде. Таа клима општа која е создадена, значи се работи за отворање на еден демократски процес во кој ние треба да престанеме за различни мислења себе си, да се цинкариме и да се кодоеме. Јас мислам поинако од другиот, да го почитуваме мислењето на другиот, а не да одиме да го оцрниме затоа што човекот мисли поинако. Тоа е за обичните, но за професионалците ние говориме кој од нив ги злоупотребувал податоците кои ги имал. Да, или ги кршел законските одредби. Бачев тврдеше дека постоело досие 95-6 трансформација како се ве, каде што се следени токму приватизацијата и ембаргото. Значи, тој тврди дека Црвенковски располагал со тоа досие. Значи, вие имате сите детали, таму има едно чудо работи, кои потоа, тој што ги поседува тие информации, може лесно да ги контролира тие луѓе. Или да биде соучесник, нивни доколку не ги посочи, ако биле криминални действијата. Јас не се слагам со ова полициска логика на раководителот таму, дека полицијата... Тоа е реалност. Па видите докај отиде Путин со својата КГБ. Со својата КГБ. Раководи видите каде? Од единствен... Добро, нема проблем. Русија, спомнете ја Америка. Јас ве слушав. До каде отиде Путин на тој состанок со сите руски милиардери, овие босови, и кога им рече све правите, само не се мешајте во политика. Овој грешниот Ходорковски се помеша, се почна да се меша таму и учи клавир таму. Тој треба на Македонија. Тоа сега што го кажа. И тој тие донеса толку регресивен закон, дури таму оние што го споменуваат законот за лустрација и што ги обвинуваат тие соработници на полицијата или Кодоши, тоа се рачуна кривично дело таму кај мене. Па сега, ајде сега да се фатиме за Русија. Нам ни требаат во сферата на тајните служби огромни реформи. Во нашата бесконечна транзиција тајните служби се света крава. Никогаш не се дигнати во овие 17 години.